Од 1945 до 1988 година, 25 мај беше еден од најголемите празници во поранешна Југославија, денот на младоста, поврзан со масовната штафета што се носеше низ целата држава во чест на Јосип Броз Тито. Главниот символ беше штафетата на младоста, палка што месец и половина патувала илјадници километри од рака на рака меѓу младите од сите републики. Во првата штафета во 1945 година учествувале околу 12.500 младенци, кои стрчале околу 9.000 километри. Македонија имаше значајно место во оваа традиција. Штафетата низ македонските градови била дочекувана масовно со големи свечености, училишни и младенски манифестации, а дел од најважните моменти во историјата на празникот се поврзани токму со македонските учесници. Меѓу нив се издвојуваат четворица македонци кои лично ја носеле штафетата до Тито: Миле Гаврилов и Лилјана Жежова од Штип, Чеде Ѓоргиевски од Скопје и Татјана Додевска од Куманово. Во оваа историја од некогашната држава забележан е моментот кога штипјанката Лилјана Жежова во 1970 година на стадионот на ЈНА во Белград лично му ја предала штафетата на Тито. Последната штафета на младоста се одржала во 1987 година, кога веќе се почувствувале знаци на распаѓање на заедничката држава. Веќе следната година традицијата била укината, а наскоро започнал и распадот на Југославија.